Не владата, туку собраниското тело за помирување ќе го подготви новиот закон за амнистија за инцидентите од 27 април. За парламентарното мнозинство законот за амнистија на ВМРО-ДПМН кој неодамна го поднесе во собранието е неприфатлив, бидејќи таму се бара амнистија за сите кои учествувале во крвавиот четврток. Премиерот Зоран Заев во интервју за 360 степени рече дека може да прифати амнистија, но не за директните учесници во насилствата минатата година. Јас знам дека не сум подготвен за учесниците во насилството да разговарам ништо. Заради тоа што моја грижа е низ политичките процеси да не оставам можност да се повтори нешто што се случило. Апсолутно. Но во делот на политичкото помирување и те како сум подготвен да преземам чекори со целата моја политичка одговорност за да ја помирам државата. Јас верувам лично во тоа и ќе направам чекори со целата политичка одговорност за да ја помирам државата, а при тоа да не ги дерогирам очекувањата на владењето на правото, на потврда, ова што викате дека мора да се понесе одговорност за тоа и слично. Но јас сум должен да обезбедам Македонија, да биде членка на НАТО, да биде членка на Европската унија и верувам во тоа. Заради тоа, воспротивно, се плашам што ќе се случи во Македонија. И имам право да ги отворам ваквите процеси, на крајот институциите на системот ќе донесат одлука што е потребно, што е возможно, што е дозволиво и слично. Од ВМРО-ДПМН велат дека не отстапуваат од законот кој веќе го поднеле во парламентот. Додаваат дека нема да прифатат закон за амнистија со кој ќе има селективна правда за настаните од 27 април. И тоа што Зоран Заев сега го кажува не е поразлично од тоа што прво го рече, па потоа се правдаше дека не спомнал амнестија, а сето во функција на изгласување на антидржавните политики. Ставот на ВМРО-ДПМН е јасен. Во една демократска држава, каква што Република Македонија не е со доаѓањето на власт на СДСМ и Зоран Заев, не смее да има селективна правда. ВМРО-ДПМН даде свој предлог закон, со кој се опфатени сите учесници од 27 април, кој што беше одбиен од Заев, кој што креираше собраниско тело за неговите потреби. Секако, ВМРО-ДПМН останува на тоа, дека доколку тоа тело донесе одлука, која што би значила селективна правда, таа нема да биде поддржана од ВМРО-ДПМН. Во законот на ВМРО-ДПМН се бара ослободување од кривично гонење, запирање на кривичните постапки и целосно ослободување од издржување на казната затвор на лицата осомничени и обвинети во судските постапки кои се водат пред судовите за инцидентите од 27 април.